Почитувани представници на медиумите, дозволете ни преку вас да ја искоментираме синоќешната промоција на кандидатот за градоначалник на општина Струмица, Васил Пишев. Господине Пишев, длабоко жалиме што синоќа трудејќи се од петни жили, не успеавте да ја наметнете еуфоријата типична за вашиот вамровски ков. Признаваме, се надминавте себе си. Сега дури и театарот има надеж. Одлично глумевте. Ама за жал не успеавте во целта. Победничка еуфорија дефинитивно немаше. Салата повеќе личеше на музеј на восочни фигури. Единствено капа и симнуваме на вештачката насмевка на Бонева. Дека лагите и манипулациите се главна одлика на владењето на ВМРО ДПМН, се потврди и на вашата промоција. Дрско и безобразно од вас истуривте еден куп лаги со пуста желба и мерак градоначалник да станете. Господине Пишев, очигледно сте го сгрешиле градот. Веројатно зборувате за некој друг град каде што Груевски има истурено еден куп пари. Да, во Струмица има изградено водоводи, улици, булевари. Да, има и нов градски плоштад, ама плоштадот и тие водоводи, улици и булевари не се изградени од вашата влада. Тоа го знаат и малите деца. Од авион се гледа дека дури и вие се сомневате во тоа што некои други ви го напишале за да го прочитате. Но со вас се согласуваме само во едно, дека Струмица е прекрасно место и дека сте горди на градот со уредени улици, булевари, паркови и плоштади, направени и изградени од Зоран Заев. Господине Пишев, Струмица одамна е прогласена за најдобро место за живење. Да, Струмица е токму такво место. А знаете ли зошто? Затоа што во последните 8 години ја води градоначалникот Зоран Заев и заедно со граѓаните на Струмица ги утврдуваа приоритетите и ги реализираа проектите со средства од општинскиот буџет и европските фондови. А вашата влада не даде ниту денар. Впрочем и самиот ваш фирер синоќа призна, а може би му се испушти дека досегашната соработка со општина Струмица била еднонасочна. Додека Заев ја правеше Струмица европски град, вашата влада ги трошеше народните пари во ненародниот лоповски проект Скопје 2014. За Струмица ништо. Синоќа во спортската сала, која со балони успеавте да ја пополните, во вашите лаги не успеавте да ги убедите ниту вашите сопартијци. А пак вашиот фирер не ве ни удостои со неговото присуство во првиот дел од вашето обраќање. Како фрезилак, какво понижување. Се запрашавте ли колку вредите во неговите очи? На половина говор да ви дојде. Штета. Не го слушна вашето восјутување од булеварите, улиците и плоштадот во Струмица, а кој Заев ги има направено. Во вашата скромна изборна програма велите дека ќе реализирате приклучок со гасоводот Јужен тек и ќе ја направите Струмица една од првите општини во државата која ќе биде дел од меѓународните коридори на газ. И додека манипулирате со граѓаните, да ве потсетиме дека Струмица е веќе прва гасифицирана општина во Македонија. Повторно сама го реализираше овој проект и веќе 3 месеци се чувствуваат благодетите од гасот, како ефтин и еколошки чист енергенс. И по кој знае кој пат ветивте дека Струмица ќе добие реновиран и модерен градски театар. Ако го градите како патот Струмица Радовиш, има да се изначекаме. Господине Пишев, срамно е да барате градоначалнички мандат, а да не знаете колку населени места има во општина Струмица. На синоќешната промоција наброевте само 13. Очигледна е вашата поделба. Та нели вие не делите? Таков ли градоначалник ќе бидете? Ако сам не можете да научите, прашете ја вашата сопартијка Силвана Бонева. Таа во меѓувреме сигурно научила колку населени места има во општината, имајќи во предвид новопечената правничка диплома. Делата се вистина, господине Пишев. Знаеме дека вистината за Струмица ве боли и не бирате средства да го оцрните градоначалникот Зоран Заев. Но за него зборуваат делата, а вашите лаги и манипулации нив не можат да ги покријат колку и да се трудите. Уште многу треба да учите од него. И како се сака, и како се води Струмица. Мило ни е што вие и вашите сопартијци се гордеете со нашиот град, со нашата Струмица. Ви благодариме за тоа. Сепак, честа е наша, господине Пишев. Очигледно е дека и кога Зоран Заев не е кандидиран, му се плашите. Ви благодарам.